Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Поминаа 10 месеци откако полицијата и обвинителството влегоа во клиниката за онкологија. А поминаа речиси повеќе од 6 месеци откако обвинителството започна предистражна постапка за и осомничи петмина за случувањата на клиниката за онкологија, од која што двајца екс-директори, доктор Нино Васев и Нехад Нуки, и тројца лекари онколози. Се сомничат дека набавувале поголема количина на скапа терапија, а исто така тоа е едниот аспект, а вториот аспект е што припишувале повеќе од потребните лекови за еден пациент, па дури и за оние кои што биле веќе во терминална фаза. Статистиките за жал покажуваат дека во Македонија имаме отприлика околу 4000 ново заболени со канцер секоја година. Бројот на онколошки пациенти расте, но за жал бројката на лекари опаѓа, а така и слична е ситуацијата и со недостатокот на лекарства. Проблемите на пациентите остануваат, токму затоа вечерва на мое големо задоволство имам две дами кои што успешно се избориле со битката со канцерот на дојка, а сега битката ја продолжуваат за подобрување на условите на онколошките пациенти од една страна и за подигнување на свеста за болеста. Велам добра вечер за Александра Величковска. Добра вечер. И за Наташа Бабулова Ангелеска. Ви благодарам што сте вечерва тука. За почетокот би започнеле од она што е можеби најалармантно во моментов. Има една фотографија која што е објави една пациентка, ако не грешам, на социјалните мрежи за тоа каква е состојбата на клиниката, која станува збор за бројот на пациенти и за обслужувањето на пациенти. Би побарала од колегите од режија ако може само да ја покажеме фотографијата, па би сакале и да ја прокоментираме по однос на тоа каква е состојбата на клиниката во моментов. Ова е еден ходник каде што гледаме дека навистина е гужва. Ова е сликано некаде 7 часот, 7:30. Околу 7:30 наутро е сликано. Ова е ходникот од делот каде што се пристапува до позициите каде што се примаат хемотерапии. Во десниот дел тука се прават се примаат и инекции, се издаваат и таблетарни терапии. Меѓутоа тоа е еден исти ходник кој што води кон повеќе деловиот. И од она што можеме да го видиме дека од 7 часот 7:30 наутро е веќе преполн, што значи дека наливот, односно бројот на пациенти кои што секојдневно се на клиниката е за жал се повеќе за жал се зголемува. Значи процентот на заболени е ќе речев алармантен, меѓутоа е баснословен. Значи секојдневно на клиниката пристапуваат, да речеме, од онколог по 100 нови прегледи. Значи не зборуваме за оние кои што доаѓаат за редовна терапија месечна, неделна, 3-месечна, седно. Зборуваме за нови прегледи, за нови дијагностицирани кои што доаѓаат за првичен преглед и започнување на терапија. Значи кај онколог има околу 100 нови прегледи. Да, дневно има околу 100. Тоа е информација од самите вработени. Таму кај што имаме ние нели. Дали сите кои што да таму се со веќе дијагнози или пак Знаете како, кој што дошол на онкологија, тој мора да има дијагностициран канцер за да пристапи таму, инаку никој не оди таму за да му констатираат. Тој веќе има наоди од претходно во кој што има хистопатолошки наод, кај што стои кој е типот на канцерот и тие на онкологија, онколозите се должни нели да ни издадат терапија соодветна за контролирање, за спречување на прогресија на болеста и за што побрз спас на пациентите. Тоа би сакала да го дефинирам, бидејќи тие луѓе што ги видовме таму, ниту еден од нив не е појден таму за така да провери дали се уред, него се има сериозна потреба и треба да добие соодветна терапија и протоколи. Каква е состојбата во низ вашите очи, ако може така да кажеме? Искрено, кога има денови кога одеме на контрола, тоа се случува, значи на 3 месеци имаме редовни контроли. Ние сме го победиле ракот. Така е. И имаме терапии кои што ги примам на 3 месеци, покрај таблетарната која што ме е секојдневна. Некојаш кога ќе влезете во онкологија, пошто тоа е таков ходник, буквално може пред вас да видите и 200-300 луѓе. Значи, прво ние имаме проблем со тоа што докториве дел си заминуваат. Сега се веќе летните периоди кога почнуваат одморите, се намалува персоналот, што е нормално дека тие треба нели да се одморат. Тоа што каже Александра.
кога и јас имав такво сознание, значи ја уствари тоа сознание го имав пред 2 месеци дека во еден ден на онкологија беа запишани 50 нови пациенти значи веќе со дијагностициран канцер на некој дел од телото. Страшно. Ја можам да кажам, за мене тоа е страшно. Да, ќе зборуваме колку е битна превенцијата и што каква стратегија треба да направи државата за превенција, бидејќи кога можеби повеќе би се обрнало внимание на моментот на превенција, би имале можеби малку поинакви статистики, меѓутоа фактори се битни. Да. Постојат фактори кои што го сочинуваат еден цел тој дел додека да дојдеме до хемотерапија. Значи доколку се работи од старт да се променат суштинските работи во здравството, посебно на нас пациентите со животозагрозувачки болести, значи не збориме само јас и пријателката сме канцер дојка, значи таму имаме на онкологија и многу други типови на канцери кои што се, нели, следат. Многу е битно да се направи план. Ќе зборуваме подоцна. Оно што ТВ Алфа го објави овој викенд е дека повторно има недостигна лекови на клиниката за онкологија. Таков е случајот со лекот Золадекс. Тоа го примаат лек кој што го примаат пациенти со канцер на дојка. Кој што е хормон зависен. Добро. Тој лек јас го примам, значи тој го има како месечен и тромесечен. Ја го примам како тромесечен. Го има ли во моментов? Ја решери работата? Во моментов го нема, го чекаат да стигне. Значи тоа е за да се намали тој лек се користи за да се намали естрогенскиот хормон за ние што сме хормон зависни пациенти со канцер на дојка и со тој лек ние влегуваме во таа вештачка менопауза за да не дојде до рецидив, односно до повторување на болеста. Се контролира. Значи на тој начин, условно кажано, се контролира процесот нашиот на лечење, односно се остава на организмот простор. Исто две ја примаме. Со тоа што јас пред 2 недели јас ја примив инекцијата, меѓутоа со тежок притисок ја примив бидејќи ми беше првично кажано дека нема веќе инекција, потоа се испостави дека постои една останата. Значи јас уште тогаш ми стана јасно дека сите тие после мене нема да имаат можност и информацијата споделив на Facebook групата која што членуваме ние двете, нели, каде што си разменуваме. Значи вие примивте последната терапија со така ми беше кажано. Последната инекција која што имала на клиниката, мене ми беше дадена. Јас ја имав можноста да ја примам. И се случило ли некојаш да поете таму едноставно, еве, сега е имало уште една резервна да ви речат нема. Какво е чувството? Мислам, претпоставам дека е многу тешко, знам дека ова е тешка тема, меѓутоа сакам да доловиме најсликовито што може до некој што сега доаѓа на власт, со какви проблеми вие се соочувате, дека тоа не е нешто што некој така го поминува, туку тоа се работи буквално за лекот кој што зависи и самата состојба на оној кој што го има. Значи, видете вака, немањето на одредена терапија за секој пациент, посебно за пациент кој што се бори со животозагрозувачка, кој што нели се бори со болест која што навистина има животозагрозувачки карактер. Значи стресот кај нас има многу битна улога во контролирање на болеста. Секој наш стрес, секој наш непотребен стрес значи дополнителна можност за таа подла болест да се врати. Тука, доколку недостасува терапија, ние се обидуваме на секој можен начин таа терапија да најдеме, нели, кој како може и уме, затоа што сите се бориме за живот. Така. Сите сакаме да живееме, никој не остава на случајност да ние чекаме ден, 2, 3, 5, за да некој ни се јави и ни информира дека дошла терапијата. И покрај тоа што самите онколози тврдат конкретно за Золадекс инекцијата, која што ја примаме ние двете, доколку не ја примеме во наредни 3 до 5 дена, ефективноста на примањето после тоа е помала, бидејќи мора да постои континуитет. Значи, ние се лечиме по одреден протокол кој што е со години истиот, на светско ниво истиот, и од тој отстапки не треба да има, освен во алармантни случаи кога пациентот има некој здравствен проблем кој што не му дозволува да прими терапија. И доволно се тие случаи, а не па овие случаи кога поради одредени небулозни причини нема терапија. Тоа значи дека сите оние кои што сега биле таму, после вас што требале да примат, што се вратени, во случајов ако не добија терапија во следниве 3 до 5 дена и да го примат инекцијата, ефективноста е намалена. Ефективноста е намалена заради тоа што се враќаме на почеток.
Што се случува, еве кога ќе појдете таму, ние прашуваме, викаат ќе набавиме, тие се одговорите, толкав е буџетот, меѓутоа ова е нешто што се случува години и години наназад, нели е потребно некоја стратегија да се најде. Кои се вашите барања како пациенти? Значи, да ги тргнеме настар на барањата, кои се условите кои што треба да се променат е многу битно таму. Ние бараме само да живееме. Бараме да ни се дозволи правото да се бориме со терапијата која што нас ни следува и нели уставно право загарантирано имаме да се лечиме според сите околности во државата. Доколку комплетно од срж не се промени целата таа постапка од влегување на онкологија до крај, значи тоа зборам интерно да се променат и техничките работи и начинот на препишување на терапија и начинот на перцепција на пациентите, значи чекаме сите наеднаш, дали сме за таблетарна. Едно по едно, што подразбирам под технички работи кога зборуваме? Па техничките работи јас сметам дека се тие процедури кои што нас не ни интересираат. Во смисла нас не ни интересира дали е тендерот добиен, поништен или чекаме нов тендер. Тие треба навреме да си мислат и да си има одредени субјекти таму одредени вработени кои што се нели дел од персоналот на онкологија, кои што не се медицински персонал, него оној другиот, кои што се должни за финансиите да ги координираат, значи тие да почнат со таа постапка за тендерска. Пред си имаат определен број на залиха лекови кои што стојат, доколку дојдат до таа определена минимална залиха да си го распишат тендерот и навреме да немаме ние последици. Тоа го зборам како технички. Да, те го поставам прашањето за да убаво да објасниме што, мислам, базовиот тоа може би технички, но е убаво да го објасниме што тоа значи под технички. Односно, оние кои што се должни за набавка на, односно распишување подписници, така. Понатаму? Тоа е кога тоа ќе се регулира, тоа е еден чекор кон подобрување на состојбата. Уште нешто. Значи, освен онкологија на клинички центар, ние имаме центри низ Македонија, кои што за жал не функционираат. Штип, така. Каде што треба да ги обслужиш пациентите кои што тие лекари таму, значи тие се онколози, тие лекари добиле обука за да се тоа прави. Зашто тоа што дадовте сликата, нели колку има гужва. Проблеми и на самите пациенти. Значи, тие дошле од Штип или од Струмица или од Струга, од Ресен, од цела Македонија. Тој денеска дошол са бајле во 7:30 за да приме терапија, затоа што, пак ќе кажам, тука е недостаток на персонал, гужви се стварат, колку и да е персоналот, кој ќе треба денеска да примат 200 луѓе хемотерапија, затоа што, не знам, николку одели се, секој одел си е сам за себе, значи, нормално е дека ќе бидат дел вратени. Затоа што и самиот персонал на онкологија не може да ја постигне таа бројка. Каде се, значи, тие центри кои што се отворени, кои што треба да функционираат за да се намали таа гужва и на самата онкологија. Ние и тоа го имаме како проблем. Друга работа. Ако јас сум само за таблетарна терапија, ако сум за да го примам Золодексот, значи може и друг некој принцип они да направат. Што може да направат? Тие што се за хемотерапија, кои што доаѓаат надвор од Скопје, значи од внатрешноста, да имаат предност пред нас тие што сме од Скопје, затоа што може и поручек да примеме, нека има и поручек персонал кој што ќе може да ја аплицира инекцијата или да се направи нешто така, да таргетираат денови. Во тие денови тоа, во тие денови тоа, во тие денови тоа, значи ова вие што го кажувате, мене ми изгледа како воопшто нема никаков систем, стратегија. Верувајте дека да сте внатре и да сте од другата страна на паричката, што би рекла јас, навистина, зашто ние би размислувале за овие работи ако све е нели подмачкано? Да. Никада не е се подмачкано, меѓутоа ако има основ, темели на функционалност, тие другите работи пропратни што се ќе се регулираат. Меѓутоа, овде значи е излезено од контрола, верувајте, дури тие што се останати вработени таму, медицинскиот персонал, да го користат секој последен атом за да имаат насмевка на лицето и нас да не примат и покрај тоа што не знаат дали следен пат повторно ќе не видат. Да. Тие работат со последни следи, затоа и се заминуваат. Треба некој да се погрижи, значи не сме само ние пациентите, тука се и медицинскиот персонал, тука се и лаборантите кои што нас не зимаат континуирано крв, тука се тие кои што имплементираат терапија.
Значи мора да постои конзистентност и како да се изразнам, значи мора да постои некоја Да, ова се чини дека буквално како што се менуваат министрите кај нас за здравство, така буквално нема континуитет ниту во самата стратегија за здравство, значи зборуваме за здравството како целина, да. А тоа повлекува дека и од останатите гранки кои што се, како на пример клиниката за онкологија, не може да спроведе одреден континуитет, при што видовме таков е случајот со системот КАТО, кој што стои и фаќа прашина, а истиот требаше да превенира вакви злоупотреби на лекарство, односно точно да се знае колкава доза се зема, што тоа е останува. во дозирањето. Да. Значи сега јас ќе кажам едно искрено моје мислење, мој став околу сето тоа. Јас сметам дека клиниката на онколошката клиника не треба да биде дел од тој цел клинички центар. Таа треба да биде посебна институција, затоа што самата онкологија добива дел од буџетот наменет за целиот клинички центар. И затоа најчесто сите директори што се таму кажуваат дека кубурат со средства и дека финансиите се на најниско ниво. Затоа, бидејќи таа е битен фактор, битна целина таму, значи навистина има врвулица на пациенти. Зошто не размисли ни еден министер, ни една еминентна личност во државата која што нели има функција за да може да направи промени, бидејќи ние сме единки. Значи ќе се појавиме вака во јавност и ќе побараме нешто и тоа останува на тоа. Тие кои што можат, тие треба да осмислат план, многу е едноставно. Многу едноставно, треба само да се седне и да напоменам. Треба и некогаш треба и конечно нас пациентите да не вклучат, посебно нас кои што сме нели подковани со некоја идеја, не велиме дека се е тоа изводливо и дека се што ние замислуваме дека се може да се реши, да се имплементира поточно. Но може да ни слушаат, да кажеме наше мислење затоа што ние ја знаеме едната страна, медицинскиот персонал другата страна, а некој трет треба да најде решение. Така барем треба да се функционира. А ние се соочуваме со сосема друго. Од еден, тоа што нели кажувате, доаѓа еден министер, па доаѓа нова влада, па втор министер, и сега ние знаете што ќе слушаме во периодот, ние наследивме тоа и тоа, значи имаме вакви и вакви проблеми, ние наследивме тоа и тоа. Нас тоа не ни интересира кој што наследил. Нас ни интересира да има редовно терапија, тоа што рече Александра. Во другите земји, значи онкологија, дури и центарот за дојка е посебен. Значи засебен, така не е во склоп на клиниката. Зашто? Вака ќе ви кажам. Јас по некоја случајност ги изработувам перничињата за жени оперирани од канцер на дојка. Јас бев буквално шокирана кога прашав на торакална клиника колку операции се прават месечно. Од 80 до 120 се месечно операции на жени оперирани од канцер на дојка. На државно ниво. На државно ниво, кај се приватните клиники. Да, затоа што нема термини. Тоа треба да не. И затоа мислам дека дури и дојка како дојка, да, е процентуално најизлечлива на светско ниво. Меѓутоа е најчесто ама и најзастапена е. А е најзастапена и секоја жена има точно некој било каков проблем со дојка. И најнепредвидлива кај би метастазирала. Така е. Значи дојката е најнепредвидлив орган кај би можела таа да метастазира. И затоа, значи, уште нешто би рекла. Ние излеговме на многу и на протести, ние излеговме, нелеве се појавуваме и во емисии. Никој, ама баш никој, министер не дојде да застане со нас и да разговара очи во очи и да не сослуша што ние имаме потреби. Не мора тоа да биде јавно пред телевизија. Нека бидеме повикани во канцеларија, во Министерство за здравство, за да можеме да најдеме решенија. Ние со Александра сме се избориле. Се бориме уште, затоа што ние се бориме сега и за други работи, за термини. Ние немаме термини за еко на дојка. Да, немаме термини. Проблемот со мој термин е проблем за кој што, како да кажам, често се случува да буквално и за обичен преглед, значи зборувам не живото загрозувачка болест, не можеш да закажеш бидејќи специјалистичките прегледи се такви какви што се, тоа си е засебен проблем, меѓутоа што е со случајот кога треба буквално да одите на мамограф, да направите пет скен. Знаете како? Прво има една нелогичност.
Која е потребата на нас кои што сме со диагностициран канцер и кои што веќе сме се избориле и ние со години ќе бидеме се уште таргетирани како пациенти, нели, со канцер и дел од онкологија. Кои што треба да прават редовно. Зошто контролата се прави? Зошто контролата се закажува преку матичен доктор? Која е логиката? Значи нас не третираат како здрави. Значи секој здрав. Вие сте здрав. Здрава личност. И одите барате преку матичен да ви се закаже ехо на дојка. Така? Која е поентата и ние кои што веќе сме поминале, нели, Голгота, повторно да идеме преку матичен? Немаме приоритет. Никаков приоритет во здравството. Никаков. Значи не постои во однос на ПЕТ скенот. Значи тој оди преку клиниката. Меѓутоа сите сме запишани во еден тефтер. Еве јас чекав 3 месеци. Со тоа што на своја рака претходно, чекајќи 3 месеци, многу работи може да се случат, сум си направила на своја рака магнет на цело тело за да знам дали се во ред. Што се случува? Значи тоа е по завршување на хемотерапија, по завршување на зрачна терапија. Тогаш е многу битно што се случило, што направила терапијата. Да. Резултатот на крај го дознаваме после 30 дена од последната терапија примена, за да можеме да продолжиме со таблетарна и со инекциите, со хормонската терапија. Значи има нелогичности многу кои што на нас ни се чудни. Веќе ги споменавме, да би сакала да прашам, ја споменавме честата промена на министри кои што бевме сведоци изминатиот период и буквално никој не можеше да направи никаков континуитет. За жал и скандалот на клиниката за онкологија, она што обвинителството го сомнечи сега и ја прави таа предистражна, нели, постапка за период 2019-2022 од тој период. Меѓутоа, би сакала да прашам, што очекувате еве сега? Имаме нова влада, имаме нов министер. Очекувате ли да ве викне? Што очекувате од новиот директор, например Игор Стојковски? Што треба да направат? Кои се можеби дали она што мене ми остави еве како нешто нужна потреба е тоа дека треба некој да ве викне, да ве седне на маса, да буквално да го слушне и другата страна. Прво страната на пациентите. Така. Прво да напоменеме дека не зависи се од директорот. Сигурно е тоа така, дефинитивно. Значи тоа е процес, буџетот, она што е факт е дека значи тука се и министерот многу... за финансии кој што одобрува буџет, нели, кој што за клиничкиот центар. Тука се министерот за здравство и директорот, генералниот директор на клинички и потоа доаѓа, нели, директорите доаѓаат кои што се на самите клинички, самите подклиники, како да кажам. Значи тие треба да седнат, нека не повикаат, еве јавно кажуваме дека сме ние во секој време достапни и расположени за било какво решение. Да почнеме од нулта точката за да може да се стигне до некаде. Ние знаеме за дека состојбата не може преку ноги да се промени, меѓутоа доколку не се почне од некаде, ќе тоа тапкаме во место и нема ништо да се смени. Дополнително, тоа што се случило во минатото, нас како пациенти, еве јас тврдам, сигурна сум дека и Наташа ќе се согласи, не ни интересира. Да. Ние и тогаш и сега по дебелиот крај го излекуваме. И тогаш и сега за нас состојбата е уште полоша. Тие можат да истражуваат, да испитуваат, да менуваат суди, да прават што сакаат. Тоа нас не ни интересира. Тоа нека си го прават, нека си обвинуваат, нека си јапсат, нека си пуштаат, да не биде тоа на наш грб. Затоа што повторно е на грбот на пациентите. Значи смртноста, верувајте, нека изгуглаат. Безобразно е што ќе се изразам вака, нека изгуглаат колкава е смртноста само на канцер дојка на годишно ниво во нашата држава. И колку е границата на заболен испуштена. Значи не станува збор за возрастна граница над 30 години. Значи под 20 години е спуштена границата. Значи зборуваме за девојчиња кои што се уште не созреле. Мора да се почне од некаде. Значи со времена превенција, навремена превенција и со пристапност до клиниките. Полесниот пристап до сите клиники, не само до рентгенологија каде што биоделен или за ехо и за мамографија. Не знам дали некој воопшто на нешто мисли. И за превенцијата особено ќе поразговараме, меѓутоа би сакала тука една кратка пауза да направиме за реклама, ќе се вратиме нас во студиото, остануваме да позборуваме за останатите теми кои што се во врска со она што е случува на онкологија. Правиме кратка пауза и се враќаме нас во студиото.
Се враќаме назад во студиото, од прва рака зборуваме со пациентите на клиниката за онкологија, нивните сведоштва за тоа што се случува таму, недостатокот на лекови, недостатокот на кадар и итната потреба од квалитетно решение на она што се случува таму. Застанавме во делот каде што зборувавме за проблемите во првиот дел зборувавме за проблемите со мој термин, за она што се случува во самата клиника за онкологија. Би сакала да продолжиме со одливот на доктори. Колку е важно во самиот процес на лекување односот пациент-доктор и што би значило, да пример, доколку докторот кој што вас ве лекува да си замине од таа клиника, нешто што се случува на клиниката за онкологија, односно одливот на кадар. Мене тоа ми се случи со мојот онколог. Да, замина во приватна клиника. Како тоа влијаеше? Како се почувствува? Искрено ви кажам, и се уште ми е тешко. Затоа што, да, јас и со мојот сегашен онколог имам прекрасна комуникација, во било кое време нешто не ми е јасно, значи ја плараќам резултати, значи ми е прочитано ми е. Но знаете како, нели тоа е тој момент кога ствараме доверба меѓу себе, затоа што ние во моментот кога ќе дознаете која диагноза ја носите со себе, значи тоа не е грип. Тоа не се лечи за 7 дена. Тоа не е нешто кое што сега го имам, за 7 дена ќе го немам. Баш напротив. Значи, ние, да, сме се избориле со диагнозата канцерна дојка, но ние не знаеме дали тој некаде ќе прогресира и дали тој некаде ќе се врати. И искрено, тешко е. Многу е тешко, мада ја би рекла дека оделот на онкологија за дојка има во моментов прекрасни доктори. Така. Со тоа што еден доктор дневно прегледува по 50 пациенти. Тука е проблемот. Колку и да сака да ни посветат внимание, они немаат време. Тоа е бројка. 50 пациенти кај еден доктор само на дојка. Во моментот се, не знам, 4-5. Значи тоа се 250 жени. На дојка се 3 и еден помошник од тој што е релативно е млад, и долу имаме кај доктор. А и доле. Да, така, значи се 5. Значи тоа се 250 пациентки. Тоа е бројка. Фреквенција е, да. Значи тоа колку и да сака докторот во моментов да ти види резултати, да ги прочита, значи затоа и се враќани во овој период пациентите, за да не дојде до грешка, затоа што пак докторот и медицинскиот персонал ќе биде крив. А заминувањето на докториве е стварно многу тешко. Едноставно сте се навикнале, ти го знае, ти знае диагнозата, ти знае многу работи, знае што наредно да испиташ, каде да треба да испиташ и наеднаш после се враќате назад. Не еден чекор, 10 чекори назад се враќате. Тоа е време губење. Тешко се добива довербата. Ние емотивно се врзуваме за самите онколози, затоа што тие ни се сламка за спас. Значи последна можност. Ние живееме, буквално ни е дадена втора шанса. И оваа втора шанса наистина немаме можност и не сакаме да имаме можност да ја прокоцкаме. Заради тоа и сме вака борбени, затоа вака на секоја промена реагираме. Значи посебно кога ќе се стекне, баш како што напоменав, доверба во самиот онколог, бидејќи верувајте, таму станува збор за една неверојатна блискост со докторот, значи пријателска блискост. На тој начин се комуницира и со сестрите на шалтер, и со тие кои што имплементираат терапија. Значи, тоа е една одскочна даска за да ние се избориме. Меѓутоа, самиот одлив не е од сега. Тој трае, меѓутоа сега нагло 2-3 доктори заминаа, онколози. Очигледно никој не се потрудил да ги задржи и да направи нешто да промени ако не се задоволни, нели? А можност да се лечиме на приватните клиники имаат одредени таргетирани пациенти кои што имаат средства. Тие што немаат останува по уставно загарантирано право ние и си плаќаме цел живот здравствено за да може да го искористиме правото на лек. Да, правото на лек кога сме посебно во овие случаи кога станува збор повторно, значи постојано го напоменуваме тоа дека станува збор за животозагрозувачка состојба. Значи се дури било кој се дури не осети на свој грб, не дај Боже, не знае со што ние се соочуваме. Затоа и ние
форсираме и притискаме, молевме, сега веќе не молиме, ова веќе стануваме и малку поарогантни заради тоа што, верувајте, ние немаме време за чекање. За да ние чекаме една влада, друга влада, па еден се сменил министер, па се сменил директор, и тие ќе им треба време нели да се прилагодат, да разгледаат документација, да погледнат архива, што се случило, како се случило, каде сме ние во целиот тој, во целата таа потрага и решавање на проблемот. Кога станува збор за проблемите, уште еден проблем на онколошките пациенти е терапијата, односно имавте барање, ќе ме апдейтирате до каде стојат сите тие работи, со проширување на листата, нели, на обновување прочистување. И прочистување нешто што е ново, застарените да се исфрлат. Така е, застареното. Каква е состојбата, односно до каде сме со тоа? Не е мрднато ни таму од мртва точка. Од Ние кога? се уште, па сигурно последните 10 години не е мрднато, значи јас колку што знам промени немало последните 10 години сигурно. Значи ниту се додадени нови лекови, зборам за онколошката терапија, ниту се изземени непотребните лекови кои што го оптеретуваат фондот. И можеби ги има на залиха, а се непотребни. Поминува рокот, се поништуваат, се уништуваат и се останато. И потоа за нас нема терапија. Што Таргетирана. Добро. Кога станува збор за биолошката терапија воведена во 2019, нели, дали таа е достапна секогаш или се случува Јас тука немам сознание, пошто ние не ја примаме таа биолошка терапија и така знаете, не би било благодарно ние да го говориме за нешто така. така. Сигурно тоа би требало да дојдат пациенти кои што нели ја примаат таа терапија за да кажат како и што и дали има подобрување, дали ја имаат редовно таа биолошка терапија. Тука мислам дека спаѓа и имуната терапија, во која што тие се како во тандем одат. Тие се во тандем, Во брик идат тие двете заедно, значи тоа е одредена, повторно ќе кажам, група на пациенти кои што треба да ги исполнуваш условите за да примаш таква терапија. Јасно. Ние двете за среќа не сме имале, бидејќи верувате таа терапија се дава на оние пациенти кои што се во поизменет стадиум. 99% ризик. И ние сме тука негде 70-80 според стадиумот кој што сме го имале, меѓутоа кај што ризикот е уште поголем се дава таа таргетна терапија. Добро, можеме тогаш да зборуваме за оно што е вашето искуство, односно делот за превенција, да не го заборавиме, бидејќи го споменавме дека доколку имала државата стратегија и чинам дека некако најактуелно е кога станува нели денот за борба против рак на дојка, меѓутоа само еден месец е тоа. Октомври, да. Така. Ако бидеме искрени со самите себе, дека ние треба многу поголема важност да даваме на женското здравје, бидејќи тоа самата состојба на жената, хормоните и се што провлекува тоа и начинот на живот, каде е превенцијата во целава ја ќе речам вака. Во мај месец, благодарение на Хема Онко, бевме со уште една соборка повикани во Босна и Херцеговина на конгрес. Таму беа, значи, сите бивши југословенски држави. Во здравствениот систем Босна се малку поназад од нас. Во Словенија, значи, не се збори за терапија. Во Словенија се збори што и треба на пациентката за да и се подобри здравјето. Што значи тоа? Самата држава да ја понуди, не знам, фитнес каде да оди тој месец. По аптеки да имаат 10 до 20% попуст сите онколошки пациенти. Значи, ние во тој дел сме многу далеко. Но од друга страна, што мене ми остана многу како впечаток, таму функционираат и самите здруженија. Значи, ние овдека имаме некои здруженија за канцер за дојка, кои што јас не знам колку функционираат, значи николку, за жал. Или повеќе имам чувство дека тоа се прави за да се, не знам, земат некои најверојатно европски средства и после ги снемува. На бивши југословенските простори тоа функционира безпрекорно. Значи ние сме на самото дно. Ние сме на дно, да. Во секој аспект. Во Босна, значи, секој град си има свое здружение за женско здравје.
И Во при тоа да Србија исто. потенцираме дека тоа подразбира дека секоја една жена кога веќе е во период кога подразбира хормонални проблеми, кога Така. влегува во пубертет, треба веќе да почне да се спознава со што значи женското здравје И да се од секој Така. И аспект. секако да се И- посетува редовно. Така. Доктор. Доктор. И друго што исто ми остави многу голем впечаток од таа конференција на која што бевме. Србија имаат бесплатни, значи во склоп на Сдруженијето Милица кој што е од Србија, мислам дека и Босна и Хрватска ги имаат, ама пошто имав комуникација директно со претседателката од Србија Весна на Сдруженијето Милица, значи тие имаат онколошки пациенти кои што имаат бесплатни телефонски линии на кои што работат онколошки пациенти кои што поминале курс со онколози за да дават психолошка поддршка на пациентките кои што го поминуваат третманот, операција, хемотерапија и посен тоа. Ние сме далеко од сето тоа. И мислам дека тие здруженија кои што ги имаме треба малку да поработат, затоа што со тоа ја помагаме и таа превенција. Јас, кога сме кај Сдруженијата, би се надоврзала. Пред некој месец имаше Сдруженијето Езра. Не знам дали Наташа беше. Не сум била. Знаете колку бедно јас се почувствував. Значи, тие дошле овде, тоа е албанско, чинам, од Албанија здружение, со германки медицински сестри. Значи, дојдоа да донираат градници и протези кои што ги користиме ние, кои што ни се одстранети органите. Знаете како се почувствував? Од нашата држава нас не следува годишно една дојка и градник за кој што доплаќаме. А тие, мене лично и на повеќето од таму што дојдовме, бевме повикани како пациентки, нели? Ни дадоа 3 градника и 2 вештачки дојки. Се почувствував толку мизерно каде живеам и колку тоа овде за нас никој не води грижа. Зошто ми е мене здравственото осигурување ако јас немам никаква бенефиција кога мене највеќе ми е потребна? Ниту имам бесплатни прегледи, ниту имам нешто што државата би го дала со тоа што би ни дала до знаење дека ние го исполнуваме правото на здравствено осигурување. Сегде удираме со глава во зид. Тие дошле да донираат овде затоа што ние сме Замбија. Мизерно е. Кога сме кај ослободувањето одредени, ова што го кажавте, навистина не знам што би додала. Ново што го мислам по сликовито не можевте да го доловите, за жал. Мој. Да. Неопходно беше да си го искажам. Да, јас навистина немам што да додам, освен да поставам уште едно прашање во насока на тоа колку државата се грижи за вас, да ве ослободи од одредени нели да имате бесплатно здравство, да има координација помеѓу различни клиники кога станува збор за одредени прегледи, каква е состојбата? И тука имаме проблем. Имаме проблем со тоа што значи на одредени клиники, сега во моментов таму кај што сум правила испитувања би рекла, значи на клиниката за радиологија ние не плаќаме никого, значи тие таму штом ќе не внесат во компјутер и ќе не видат дека сме ЦПС-ка, значи ние сме ослободени од било какво плаќање. Значи не ја плаќаме ни партиципацијата. На ендокринологија кај што сум исто пациент пошто имам проблем со тероидната, јас не сум ослободена. Јас си плаќам како секој на нормален дури останат пациент, здрав пациент. Така. Во ред, ја искрено до некаде не се лутам да кажам на тој став. Тука пак е проблем, нели, самата организација, министерство, клиники, се останато, системот наш. Неповрзаност. Но би рекла, знаете, кој друг момент е многу пожален. Пожално е што ние имаме жени од нашава држава кои што не можат да си дозволат од внатрешноста да си го платат патот за денеска да дојдат да ја примат терапијата. Значи се случувало да собираме финансиски средства за одредени жени да можат да дојдат да ја примат терапијата која што нив им е потребна. Кај е државата за тие пациентки? Тоа е жално. Да, за жал, алармантна е ситуацијата, ќе се согласиме. Јас
Ви благодарам многу што бевте искрени. Се надам дека се опфативме, ако нешто сум пропуштила да ве прашам. Освен за превенција да напоменеме. Да. Значи Да, многу е секако. битно тоа и јас повторно Како што ќе кажам, рековме, има идеја. Одно што е многу важно, би сакала сега буквално сите што не слушаат во моментов да станат светни за женското здравје, дека границата, како што каже Александра, веќе не е 30 години плюс, него за жал веќе имаме девојчиња, И од пациентки, најмладата е со 17 години. 17 годишна Така е. возраст кој што има диагностициран канцер на дојка. Така мора да се напомене дека од млада возраст треба да се обрне внимание, значи ова конкретно ќе зборуваме за жените, за женското здравје, бидејќи кога нема да се внимава навреме, потоа е многу потешко. Значи, погледнете се во огледало, сакајте се себе и внимавајте на себе. Тоа е парола која што јас ја имам веќе 2 години. Значи, живеам втор живот, живее и Наташа, и нема да се предадеме се дури не се избориме. Јас ќе кажам сега вака во поглед на превенцијата. Ние и тука се потрудивме како жени кои што се борат со оваа диагноза. Со уште една наша соборка, ќе ја поздравам во моментов Ана Марјановиќ. Направивме една многу прекрасна презентација за превентива на канцер на дојка и почнавме еден караван. Почнавме од Кавадарци, ја поздравувам и Сашка кој што ги изработува периките за жениве од канцер од дојка. Да, значи првата презентација беше во средно училиште во Кавадарци и ние бевме стварно изненадени колку ствари беа самите средношколци заинтересирани, беа присутни на таа наша презентација за превентива од канцер на дојка. Го направивме по неколку фирми, значи се понудивме по општини, по училишта, за жал некако како да немаат слух се уште, дали нели кога не се соочуваме со таа диагноза, мислиме дека е далеку. Па, за жал статистиките покажуваат нешто друго, дека секој еден е потенцијален пациент, може да биде за жал со оглед на начин на кој што живееме, стресот кој што го имаме, затоа би сакала на крај да ви се заблагодарам многу за учеството и искреноста и да искористам пораката која што ја кажа Александра, тоа е после емисијава и секој ден погледнете се во огледало, насмејте се и сакајте се себе си. И би надополнила. Ви благодарам за доблеста и за можноста што ни ја дадовте вие и вашата телевизија да се обидеме на прво место да ја искажеме нашиот револт и нашето мислење, а се надевам во блиски днина ќе ни дадете и можност да директно овде во вашата емисија со министерот за здравство или некој друг еминентен, зошто да не направиме една директна дебата за да размениме информации и да најдеме конечно јавно решение. Да, може да биде една отворена дебата, отворена покана до дискусија министерот нека биде, не мора да биде дебата, не Така сме е. политичари сега. Да, министерот за здравство. И уште еднаш ќе кажам, после емисијава, и секој ден практикувајте, погледнете се во огледало, насмејте се, сакајте се себе си и тука има жени кои што навистина, па и мажи кои што заедно верувам дека ќе изодиме таа битка за подобро утре и подобра Македонија во која што живееме. Ви благодарам за тоа што бевте со нас вечерва и посакувам убав остаток од вечерта и убав викенд пред вас и останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.